Ја ќе се задржам уште малку на 8 глава Римјаните. Некако ми е така убава. И тоа конкретно пред се на првиот стих, кој што е неверојатно убав. Би си рекол, тука се содржи целата радосна вест. Но, прво да почнеме со една појава која што е се почеста. Вчера се спомна на службата, па и денеска некој ја спомна. Депресија. Навистина се повеќе и повеќе застапена во светот како болест. Да, модерна болест, и тоа пред се застапена во модерниот свет. И немате такви депресивни луѓе во овие другиве, третиот свет, како го викаат, или не знам. Да. Имам некои податоци кој знае колку се точни, меѓутоа и да се точни, навистина се алармантни. 20 милиони има заболено само во Соединетите американски држави од депресија. Огромна бројка, тоа е една десетина скоро таму. 200 милиони на светско ниво. 70 милиарди долари се трошат околу оваа болест, значи за лекарства, дали смирувачи овие и така натаму. 70 милиарди долари, замислите. Која пара тука некој се богати и текако? 50 милиони рецепти, ова е малку понова вест што ја најдов, 50 милиони рецепти минатата година во Англија биле припишани во врска со депресија и нели тие анксиозности, сите тие видови на болести. Продажбата на антидепресиви скокнала во последно време за 800%, замислите си. Какви се овие бројки страшни. Да. Некој се богати, да, реков. Сега, може да е еден проблем, иако не е најголемиот проблем тоа, но секако, исхраната, самата исхрана, нема да се задржиме нова, меѓутоа мора да го нафрлам ова како податок, да не заборавиме дека и исто така имаме една вест за здравствената реформа. Серотонинот. Концентрацијата на серотонин во мозокот многу е битна, значи го менува расположението, ако го нема во доволна концентрација. Тоа е нели оној хормон на среќата, така наречен. Тоа е невротрансмитер, значи хемиски гласник, така наречен. Или биохемиски дериват на триптофанот, а триптофанот е што? Знаете ли? Есенцијална аминокиселина, една од есенцијалните аминокиселини. Сега, кога веќе зборуваме за есенцијалните аминокиселини, ќе спомнам само кај ги има комплетно, комплетни се во спирулината, колку јас знам, и во киноата. Не знам дали користите киноа. Киноата толку лесно се вари, да, скапа е, малку е поскапа, меѓутоа не е ни кој знае колку скапа, која ќе нема да јадете ви секој ден киноа, но не само таму, тофу, семки од тиква, сусам, бадеми, ореви, соја, јадеме ли ние вакви работи, луѓе? Че ова исто така може да допринесе да го немате во доволна количина, значи тој серотонин, триптофанот, значи, кој што делува на концентрација на серотонинот. Но не е доволен само триптофанот, туку треба да биде во содейство со неколку други аминокиселини, па тука е потребно и омега-3, и сега ако сакате омега-3, не толку на рибата, туку концентрирате се на леено семе, ореви, маслиново масло, чија семе исто така. Фолната киселина е битна, леблебија, односно наут, леќа, граф. Но не е тоа главниот проблем, заради што луѓето паѓаат во депресија, иако е еден од причините може да биде, че исхраната. Кога рековме во модерниот свет, највеќе е присутна оваа модерна болест, и како има врска и со исхраната. Зашто знаеме како се храни модерниот свет. Но анксиозност, депресија, стрес, и како има често пати врска со чувството на вина.
Едни имаат претерано чувство на вина, или па и, мислам, и ако се навистина виновни, ако навистина некому му сгрешили, значи, денеска каде да се свртите имате нарушени меѓучовечки односи, така да не може да изостане ова чувство на вина. Кај други пак немате никакво чувство на вина, дали тоа е заради жигоса на совест, или пак затоа што криво гледаат на нештата. Видите, денеска можат да го осудат некого за било што, па да не покаже никакво чувство на вина, односно да каже дека јас сум праведен, јас ништо не сум сторил. Или пак може неправедно да ве осудат и да лежите затвор, ама да не чувствувате чувство на вина, затоа што навистина сте праведни, немате ништо направено. Фала му на Бога, еве, Джиджишев го гледам во нашите редови, значи. Добро, нема да кажам ништо. Ние, последниот пат кога зборував сабота попладне, значи пред минатата сабота попладне, зборувавме за бедниот човек. И видовме еден бедник во Римјаните 7 глава и го видовме оној другиот бедник во Откровение 3 глава, кај веста за Лаодикеја. Овој бедник во Римјаните 7 глава има пренагласено и и со право чувство на вина, затоа што се гледа во очите на законот, како што вели Павле таму, ако не ја запознав заповедта, не посакувај, немаше да почувствувам, да станам прекумерно грешен, да се видам всушност во суштина кој сум и што сум. И нормално тоа чувство на вина. Има проблем со чувството на вина, а бедникот во Откровение 3 глава пак нема чувство на вина, односно тој има пренагласено чувство на праведност, односно само праведност. Тој смета дека е богат, дека ништо не му треба, нема вина, каква вина, он е праведен, он е секојаш праведен, другиот е виновен. Дури му треба, нели, лекот му го кажува Господ во Откровение 3.18, кој е, дека му треба облека, Христовата праведност. Значи, тој е гол, ама не гледа дека е гол. Значи, нема ни чувство на срам. Чувството на вина, нели, препратено често пати со чувство на срам. Ама тој тоа не го гледа. Значи, меѓутоа и за овие двајца бедници, и за едниот и за другиот, решението кое беше? Исус Христос, како што самиот Павле ти каже. Исус Христос е решението. И воопшто за чувството на вина, решението е во Исуса Христа. Што вели Римјаните 8.1? И така сега нема осудување, нема осуда. Нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Колку е убав овој стих. Да не чувствуват, да немате осуда, да не сте осудени. Што значи да не сте осудени? Еве, ќе ви изнесат пред лицето на правдата. И има две можности. Или да ве осудат, да најдат дека сте виновни, врзостово на докази се надевам, кој што не е често случај тука во Македонија. Или ќе ве ослободат. Зошто? Затоа што нема да пронадат вина и вие сте, значи врз вас нема осуда, или со други зборови, што сте вие? Оправдани. Вие сте праведни. Не сте згрешиле. Немате вина. Фала му на Бога, никојаш не сум се нашел во таква ситуација и моето досие е чисто. Полиција никојаш не ме гонела за ништо. Еднаш ме пријавија во полиција. Се случи само еднаш да ме пријават во полиција и мислам, тоа беше хумореска, значи, инспекторот, ајде не расправам за тоа, кога се сретнавме со него, значи, човекот уште да почне да се смее за целиот тој настан, но како и да е, сега не знам, таму подпишав нешто, пошто така беше процедурата, дали тоа сега ќе ми биде во досие, дали го има, дали не го нема, не е битно. Тоа не ми е битно, битно ми е горе
во небесните книги, во книгата на животот, какво е досието моје. Но, ќе речеме, па добро, ние сме, нели, примерни граѓани, нити крадеме, нити ништо. Но, иако немаме досие во полиција, иако може би сме чисти, што вели истиот Павле во Римјаните 3 глава? Ајде да читаме да се подсетиме на таа 3 глава, од 10 стих. Римјаните 3, од 10 стих. Како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Нивното грло е отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров под нивните усни. Устата им е полна со клевета и горчина, нозете им се брзи за пролевање крв, за пустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот, нема Божи страв пред нивните очи. И 19 стих вели, а знаеме дека се што вели законот, им го зборува на оние кои што се под законот, за да заними секоја уста и за да биде целиот свет виновен пред Бога. Значи, затоа што сите сгрешија, подолу ќе каже во 20 стих, сите имаат вина, така ли? Сите се виновни. Еве и самиот стих, што прочитавме 19 вели, пред законот, пред Божиот закон, сите сме винови, целиот свет, никој не може уста да отвори. Заради тоа ни треба прошка, заради тоа ни е потребна оваа состојба за која што ќе зборуваме во Христа Исуса. Затоа што само тие што се во Христа Исуса се праведни, само тие, за тие нема осудување. А најубаво е чувството која, значи, немаш вина, мирно спиеш, значи нема тука ни анксиозност, нема ни паѓање во депресија, нема. Сите тие работи се многу поврзани со чувство на вина, и така. Иако реков дека една група која што станува се поголема, оние кои што се со жигоса на совест, тие исто немаат чувство на вина, ама не значи ке не се винови, тие затоа што совест им е жигоса, па не чувствуваат вина. Тоа е веќе друга категорија. Сите сгрешија, сите се виновни, на сите им е потребен Исус Христос, на сите им е потребна прошка, на секој од нас. И сега интересно е што луѓето прават разни напори за да некако си ја симнат вината од себе, па или не знам, ете самата состојба дека ете светот оди во пропаст, дури и за оние кои што не ја познаваат Библијата, ги наведува на некои чудни работи, знаете, може да ви сте читали дека ете купуваат, не знам, плацеви на месечината, што ти ја знам тамо, ќе ја избегнат осудата над оваа земја, затоа што знаат, свесни се што ја чека планета, или подземни бункери, не знам што прават. Но што прави христијанинот? Христијанинот е некојаш смешен и со некои своји обиди да ја симне вината, да го симне срамот од својот грб. И сега ние можеме да доаѓаме секоја сабота во црква, да, не знам, да даваме десетоци тука, да постиме 2 пати седмично, како што вели еден познат лик тамо во Библијата. И што ти не? Меѓутоа, мораме да биде свесни дека ништо од тоа не може да ни ја симне вината. Може само онака привидно да не смири. Кобајаги, ете, ние сме прави пред Господа. Но тоа може само да не одведе во лаодикејската состојба, онаа втората бедна состојба што ја разгледавме, значи, каде што само ќе се чувствуваме, некоја самоправедност, но каква е нашиот однос кон Бога и стојалиште кон Бога, тоа е најбитното. Има еден стих во Стариот Завет, во Исаија 4 глава, првиот стих, кој што е наистина интересен и многу се однесува токму на ова наше време, односно на воопшто, ако го земеме христијанството за ова наше време. Многу интересен стих, често пати знаеме да го цитираме. 4 глава Исаија, 1 стих.
И 7 жени ќе се фатат за еден маж во оној ден. И сега некој ако буквално си рече, ова маживе ги нема, па ќе мора... Но, во духовна смисла, ако жената нели е црква, 7 жени, значи, а седмицата знаеме као целосност, нели, означува, ќе се фатат за еден маж, а ќе видиме од контекстот на стихот дека може лесно се каже дека за мажот се однесува на Исуса. И вели и ќе речет, ќе јадеме свој леп и ќе се облекуваме во своја облека, дај ни само да го носиме Твоето име, да се нарекуваме христијани. Симни го од нас, сиот наш срам. Значи, дај само симни го срамот да се наречеме христијани и тоа е тоа што сакаме. Ама, ќе си јадеме свој леп и ќе се носиме своја облека. Во превод, не е битно сега што проповедаме, што дали е вистина, дали... Не е битно тоа, ние си јадеме наш леп. И со своја праведност, со своја облека. Но само да го носиме името христијани и да се тргне срамот, да нема вина, да немаме вина. Па, горе-долу тоа е христијанството во денешниот свет. Општо зборувам. Уште од самиот почеток. Значи, тоа не е некоја појава во последно време, туку од самиот почеток. Адам и Ева сгрешиле што сгрешиле, чувство на вина, страв, срам, и се обиделе да го покријат, нели, срамот. Успеале ли во тоа? Не. Господ подосно, нели, ќе им го покрие. Не успеале со оние прегачи од смоквини лисија кои што ги направиле. На Лаодикејецот, кој што го спомнавме, нели, Господ му вика, му го предочува лекот и му вели, ајде само да се подсетиме на 3.18 стихот, Откровение 3.18, меѓу другото, нели го советува да купи злато пречистено во оган, знаеме тоа е верата и љубовта, за да се збогатиш и бели облеки, за да се облечеш на Христовата праведност, да не се појави срамотата на твојата голотија и очна маст, Свети Дух. Само Господ може да ја покрие, да го покрие срамот, да ја покрие вината. И тоа облекувајќи се во Христовата праведност. Че решението за секоја вина, за чувството на вина, со тоа и за депресија, за анксиозност, за немир и така натаму, е повторно во Исуса Христа. Сите оние кои што се во Христа Исуса, за нив нема осудување. Вината е тргната, мирно можат да спијат, кои што одат по телото, кои што не одат по телото, туку одат по духот. Сега, во Христа. Што значи ова во Христа, иако на пауката исто така се спомна, меѓутоа ете малку повеќе денеска. Прво, самиот прв стих во Римјаните 8 глава што вели? Да си во Христа Исуса, тоа значи да одиш по духот, а не по телото. Тоа е првото нешто што го гледаме уште од овој стих. Да отвориме во второ послание до Коринќаните. Пет 17. Второ послание до Коринќаните, 5 глава, 17 стих. И овој стих може би се кажува, но да го прочитаме. И така, ако е некој во Христа, тоа е ново создание. Старото помине, ете, се стана ново. Па да, ново создание. Ние сме сите во тело родени и сите телесни сме. И сега за да станеш, за да се родиш од дух, односно за да станеш ново создание, како што Исус му вели на Никодим, што му вели? Мора да се родиш наново, да се родиш од вода и од дух. Чи мора да станеш ново создание. Во Христа Исуса стануваш ново создание. За да живееш по духот, мора да се родиш од духот и да
живееш по духот, а не по телото. Телото треба да биде раснато, треба да умреме за своето јас, како што зборувавме и во 6 глава Римјаните, па и во 7 исто така тоа се спомнуваше. Одиме на други стихови во 1 Јованово послание, 2 глава. Втора глава, 5 и 6 стих. Ова се стихови кои што опишува, значи, која е таа состојба и што значи таа состојба во Христа Исуса. Значи, 1 Јованово, 2 глава, 5 и 6 стих. Кој го пази Неговото Слово, во него навистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во Него. Кој вели дека останува во Него, тој треба да оди како што одеше тој. Излишно е да кажуваме дека кога се спомнува овој глагол често пати оди, се мисли на живење, на живот. Значи, оној кој што е во Христа Исуса го пази Божието Слово и живее како што живееше Христос. Живее еден богоугоден живот, како што и самиот Исус живееше додека беше на земјата. 1 Јованово 3 глава, 24 стих, значи следната глава, 24 стих. И кој ги пази неговите заповеди, останува во него и тој во него. И по тоа знаеме дека тој останува во нас, по духот кого ни го дал. Оној кој што е во Исуса Христа го пази Словото, ги пази заповедите. И тоа, ако читаме Римјаните 8 глава подолу и имавме и поука, ќе видиме како тоа ги пази заповедите, како тоа го држи законот. Не дека ние го можеме тоа, заради нашето слабо тело, не можеме да го држиме законот, тоа е факт. Туку, бивајќи во Христа Исуса, самиот Исус го живее животот повторно преку нас и го држи законот, единствено тој го одржал. Целото проклетство паѓа врз него, не врз нас, ние сме во него. Тој го превзел целото проклетство на гревот. Филипјаните 3 глава, овие се исто многу интересни стихови. И сите овие се, дел од нив стихови на Јован, но повеќето на Павле. Филипјаните 3 глава. 8 и 9 стих. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса. И пазите, сега, пред овој стих, Павле се фали. Како и секој фарисеј, или, лаудикеец ке ставиме, затоа што и фарисејот има проблем со легализам, и лаудикеецот исто. И обрзан, и се, и безпрекорен во држањето на законот. Се фали. Ама вика, ако треба да се фалам во тело, еве, јас се фалам во тело. Ама кога се сретнал со Христа, која како што вели во 7 глава Римјаните, ја спознал заповедта и законот, суштински го запознал, сватил сушност дека е многу грешен. И сватил дека сето ова е зафрлање, џубре. Значи, затоа вели, во суштина, јас и сега се сметам за загуба заради пребежното познање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се, и се сметам за отпад, за да го придобиам Христа. И сега 9 стих вели, и да се најдам во Него. Да се најдам во Христа. Што значи тоа? Што значи? Немајки своја правда, која доаѓа од законот. Павле го разбрал тоа што евреите не го разбрале, нели? Како што видовме последните стихови од 9 глава. Што значи да се најдем во Него, во Христа? Немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Тоа значи се најдеш во Христа Исуса, да бидеш оправдан со вера. Затоа што, обидувајќи се да се оправдаш со дела, на било каков начин, нема да имаш мир. Нема да можеш да ја тргнеш вината. Повторно и се уште си под осуда и на законот
и грешен си и така натака. Значи пак ќе прочитам. За да се најдам во него, немајќи своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Тоа значи да се најдеш во Христа. И не само тоа, кога сме веќе кај го спомнавме и мирот, значи спокојство на душата. Кога немаш вина, покриена е твојата вина, оправдан си, тојаш имаш и спокој. И како го добиваме мирот? На истиот начин. Римјаните 5.1. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос. Значи, како имаме мир, како добиваме мир со Бога? И тоа оној мир кој што го надвишува секој ум, нели, како што вика таму, од друг стих. Оправдани преку вера имаме мир со Бога, се помируваме. И мир, и спокој, и нема вина, нема осуда, нема причина да се паѓа во депресија или не знам што. А тргнеме по телото, тогаш може и депресија и се живо. А тоа значи, мислам, има икс ситуација, сега да не спомнувам. Да не се пронајде некој случајно во тоа, па да рече... А како да останам во него? Многу убава парабола, кажал Исус, за тоа. Ке се сетите ли која парабола зборува токму за тоа, да бидеме во него, во Христа, и ако сме во него, ќе дадеме плод. Ако не, таа прачка се сече, па се фрла во оган. За лозата, 15 глава Јован, да ги послушаме овие многу убави зборови. Јован 15 глава, од 1 до 7 стих. Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене, што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборував. Останете во мене, како и јас во вас. Еве го повторно тој концепт и во Римјаните 8 глава. Павле ќе го спомне. Значи, не само ние во Христа, туку и Христос во нас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Дали заближуваме дека ако не останеме, ако не сме во Христа Исуса, нема никаков плод кај нас. Ќе го нема плодот на духот. Нема ништо од тоа. Јас сум лозата, вие сте прачките. Кој останува во мене? Колку пати повторува, значи, овде, со истите зборови, Јован. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод. И ова е сега, може би најбитното што треба да го запечатаме во умот. Зошто без мене не можете да направите ништо. Ништо без Христа. Ништо, точно, ништо. И со вина, и осуда, и се, без него. Затоа решението за било каква бедна состојба, за едниот бедник, за другиот бедник, за чувството на вина е само во Исуса Христа. Ако некој не остане во мене, и сега ова другата состојба, ако некој не остане во мене, што? Осуден е. Значи нема осуда само за оние кои што се во Христа Исуса. Оние другите се осудени по автоматизам едноставно. Виновни се, цел свет е виновен, само оние кои што ќе бидат оправдани во Христа, ќе бидат спасени. Оние кои што, ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена. Ги собираат и ги фрлаат во оган и ги горат. Знаеме за каков крај. Овде станува збор. И продолжува понатаму, вели 7 стих, ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Многу ветување исто. Нормално, ако сме Христови, Господ ќе се потруди да ни биде се како што треба. Најнапред барете го Божјето царство и неговата правда, а се друго, не се сегирате за се друго. Господ мисли на тоа, Господ знае.
И, ајде да не должам, не мора да читаме Римјаните 8 глава, скоро читавме. Захарија 3 глава. Една убава слика за симнување на вината. Со веле, со првосвештеникот, нели Исус таму, кој што е спомнат. Захарија 3 глава. Веле свештеникот, да, овде вели. Потоа ми го покажа Исуса, веле свештеникот, значи од први стих, кој стоеше пред Господовиот ангел и сатаната што му стоеше одесно за да го обвинува. Овде имаме како една судница. Значи. Ба скоро гледав, сега скоро Правда за сите се викаше филмот врз основа на вистински настан во Америка во 30-тите години, како неправедно осудуваат една група на црни момчиња, како силувале наводно 2 бели девојки. То воопшто не беше вистина, значи. Не постоеше такво нешто, меѓутоа заради состојбата таму во тие судови, па ки ги осудеа, па потоа целиот живот буквално еден од тие адвокатите таму го поминал во борба да се докаже нивната невиност. Интересно. Че овде имаме една судска слика, како во суд да се случува, ѓаволот од една страна обвинува Господовиот ангел, кој што е Исус, тоа е друга тема, брани. И Господ му рече на сатаната: Господ да те прекори, сатано, Господ кој го избра Ерусалим да те прекори, нели е тој гламна извадена од оган? И навистина, за ова сме зборувале, мислам и Јани, скоро зборуваше. Токму тоа сме ние сме гламни извадени од оган. А Исус беше облечен во валкани облеки, доека стоеше пред Господовиот ангел. И да, обвинителот, ѓаволот, има многу силни аргументи против секој од нас. Ние тука паѓаме сами, нема шанси. Сите не сме го прекршили законот, сите не сме виновни. И каде е решението? Фанамо на Господа што го имаме Исуса. И тој е наш адвокат, застапник. А ангелот им се обрати на оние кои што стоеја пред него и им рече, колку убава слика, која што ја промашија, мислам дека во 2 полуки дори. Ако се сеќавате на онаа полука кој што имаше насловна страна, каде што имате човек кој што е облечен во валкана облека, па Исус го загрнува врста валкана облека со чиста бела облека, што е, мислам, многу погрешна слика. Еве вистинската слика. Што вели овде? Соблечете и од него тие валкани облеки. Значи, се соблака таа нечиста, таа валкана облека и му рече: еве, ја симнувам од тебе твојата вина. Нема осуда. И те облекувам во скапоцена облека. И дури продолжува, вели, ставете му чиста капа на главата. Тие му ставија чиста капа на главата и го облекува во скапоцена облека во присуство на Господовиот ангел. Колку убава слика. Решението е само во Исуса Христа. Во ништо друго. Ние го знаеме ова и ние не би требало да имаме проблем. Да, нормално луѓе сме, често пати и ние знаеме да дојдеме до конфликт, па да ги нарушиме меѓу човечките односи, така натаму, па не знам и сето тоа. Но имаме начин, знаеме како и да се покајаме, да се измириме со Господа и не треба да не знам, завршиме, не да е Боже, да посегнеме по психијатар, по не знам. Вчера имавме тема, ја читаме, почнавме да проучуваме книгата Ум, карактер и личност и вчера читавме за опасностите на психологија. Да, видовме какви милиарди се фрлаат, пари се трошат, тоа некои се богати, а нема ефект. Ја баш са Бајлево, заборив да спомнам, читав еден случај на некоја британка, не знам која беше, која што 30 години користела разни тие антидепресиви. D1, па не знам какви симптоми ки се појават. Ајде кај докторот, ајде друг антидепресив. Ајде ке тера некој време, ајде трет, ајде четврт. Станала зависна буквално од тие антидепресиви. И решение нема. И дури вели самата дека многу повеќе им помогнале оние групи како што ги имаат тие, како ги нарекуваат тие социјални, не знам какви групи, кои што се собираат луѓе од
иста болест, со ист проблем и разговараат меѓу себе. Вика, тоа многу повеќе помогнало околу било каков лек. А колку повеќе помага Библијата? Нам, како на христијани, најдобриот антидепресив е ова, Божјата реч. Лек за било каква анксиозност, немир, било што, чувство на вина, тоа е Библијата. Во Христа Исуса нема осуда. Нека Господ ни помогне да бидеме во Него и да се задржиме во Него. Амин.